Во годината која што истекува, младите кривопаланечки спортисти не почестија со резултати какви што чекавме со децении. Меѓу другите се истакнаа и нашите одбојкарки и одбојкари, членовите на локалниот клуб Крива Паланка. Надпреварувајќи се во младинска конкуренција, девојките пријатно ги израдуваа своите сограѓани, а непријатно ги изненадија ривалите, освојувајќи го второто место во рамките на ова државно надпреварување. Младинците пак, за прв пат во кривопаланечката историја, во нашиот град донесоа одбојкарски лига надпревари. По летото минато во тренинзи, а почетокот на есента играјки подготвителни надпревари, одбојкарскиот клуб Крива Паланка го дочека викендов кога ќе почне новиот предизвик, отворањето на сезоната. Може да се каже оти сме и помалку привилегирани, бидејќи на стартот го организираме првиот турнир во машка конкуренција. Како што вели главниот тренер Жаклина Јовановска, сега преостанува да покажеме што знаеме. Времето за подготовки е зад нас. Подготовките веќе се при крај. Во недела на 18-ти младинска лига, машки женски, значи машките ние сме домаќини, значи оваа лига е турнир систем. Гостуваат односно 3 екипи и нашава 4. Зборувам за машките, значи одбојкарскиот клуб и нашиот град се домаќини, а ни гостуваат Джио Струмица од Струмица, Работнички од Скопје и Лирија од Тетово. Што очекуваме од машките? Од машките ова година очекуваме, бидејќи тие се во тренажен процес 2 години, да остварат барем 2 победи, за да може да одат понатаму, значи во тој бараж круг, за да може да покрај баражот, за да се спремиме уште повеќе, за да на крајот извлечеме и да влеземе во 4 најдобри екипи. Очекуваме многу, ќе видиме. Сега, значи, потребни ни се веднаш во стартот овде ќе знаеме, а доколку успееме да имаме барем една победа овде на домашен терен, тоа ќе ни отвори повеќе шанси да имаме, значи, барем уште една, со тоа ни се отвараат портите за да одиме во бараж. Сме рекле многу пати, ќе повториме и сега. Публиката е повеќе од добре дојдена со својата поддршка да придонесе за самодовербата на нашите спортисти. Како што слушнавте, квалитативно може да се носиме со дел од противниците, но ќе одлучуваат нијанси. Надпреварите почнуваат в недела од 10 часот, па повелете. Јас ги поканувам, значи, сите љубители на спортот кои почитуваат одбојката да дојдат, значи во 10:30 е првата утакмица. Играме со Работнички Скопје, значи реномиран клуб кој има свој представник и во првата државна лига. За Джио Струмица, оние кои познаваат одбојката знаат која е Джио Струмица, значи тие се неприкосновани со години. Прваци, значи и во првата државна лига и во сите младински лиги се прваци, меѓутоа нашите шанси ги гледаме во 14 часот со Лирија Тетово. Тоа не значи дека нема да пружиме максимум и со Работнички, да извојуваме победа барем ете со Лирија, а пак ќе речам не е исклучено и со Работнички. Во успех веруваат и одбојкарите. За нив ова ќе биде втора година во надпреварувањето, па на искушението му приоѓаат со малку поголемо искуство. Атмосферата е супер, тренинзите течат како и вообичаено, ние сме спремни и го чекаме надпревара. Ги знаете веќе противниците, ги имате добиено. Кој од нив ви се гледа полесен, каде очекувате дека имате шанса, кој е потешкиот, што очекувате всушност од викенд? Па ние очекуваме да ги победиме Тетово, Лирија, бидејќи мислиме дека кај нив највеќе имаме шанси, но нема да се предаваме ни кај другите, затоа што почетокот е многу важен и ако почнеме со победа, потоа иде полесно и ќе можеме и да ги победиме и другите. Играме во недела и многу ќе ни значи ако дојдат да не поддржуваат, затоа што публиката е еден играч повеќе. Истиот ден како и одбојкарите, в недела на Мегдан со конкурентките ќе излезат и кривопаланчанки. За разлика од нивните колеги од тимот, тие веќе имаат репутација за бранење. Лани завршија втори во лигата, па сега сите противнички ќе ги гледаат со почит, но тоа значи и дека за нив посебно ќе се подготвуваат. Исто, значи на 18-ти девојките одат во Велес, значи домаќин на тој турнир прво коло е Велес. Таму се надпреваруваме со Форшпет Велес, со Тин волеј и со Проволеј. Имаме 2 утакмици, значи прво коло е, ќе видиме. Од нив очекувам многу. Знаат и тие, ја разработивме доволно шемата, дека доколку сме прво пласирани, имаме во групата шанса огромна, доколку сме второ пласирани, налетуваме на минатогодишниот прво пласиран, што е, значи, и мислам дека ќе биде многу тешко. Значи, со девојчињата мораме за секој поен исто, не зборам и за машките исто така, значи, бидејќи овдека е, во одбојката е на сет количник се работи,
и да имат двата тима, пример, исти победи, меѓутоа ќе се рачуна сет количникот, значи поените кои се, така да мораме, значи во самиот старт и понатака да дадеме максимум. Девојките знаат што ги очекува. Екипите со кои што ќе вкрстат на воведниот велешки турнир им се добро познати од досегашните надпреварувања. И тие, подготвени и со големи очекувања, влегуваат во новата сезона. Овој период имаме доста интензивни тренинзи, но сите многу напорно работиме, бидејќи многу ни е важен овој надпревар што не очекува во недела во Велес. И затоа даваме максимум од себе на овие тренинзи овој период. Добро, лани го изредувавте градот, освоивте второ место во оваа конкуренција. Дел од противниците ги знаете, меѓутоа може има некои промени, сега за прв пат ќе се сретнете оваа сезона. Што очекуваш ти? Знаеш со кого играте, што очекуваш од него? Па играме со доста јаки противници, но веќе ја знаеме нивната игра, веќе сме добро подготвени и јас и мојот тим се надеваме на победа. Покрај малку поискусните, за кратко време во надпреварувачки ритам ќе се вклучат и девојчињата од пионерска категорија. Со оглед на тоа дека дебитираат во официјална конкуренција, за нив најважно ќе биде да се навикнуваат на надпреварите. Сепак се работи за еднината на клубот, па постојат и очекувања. На 25, значи недела исто ние, нашиот град ќе биде домаќин, така баравме во Одбојкарска федерација, затоа што овие девојчињата што се во пионерска категорија што ќе се надпреваруваат, 3 години тренираат и за прв пат дојде нивното време, тие едва им чекаат, значи да почне тоа нивно надпреварување, но морам да потенцирам дека тие ќе се надпреваруваат во категорија со 98 годиште, а нашиве девојчиња се 2099. Во оваа годишна возраст и пола година многу значи. Така да, оваа година ни е цел да стекнат едно искуство, максимално она што го имаат за 3 години научено да го покажат на теренот, ако можат да изненадат, ние ќе бидеме среќни, секако и тие, за да одиме понатака во втор круг, ако не, да се спремаме што подобро за понатака, да речеме за во идните години, бидејќи јас очекувам баш од нив многу. По 3 години тренинзи и по некој пријателски дуел, најмладите одбојкарски представнички на градот едва чекаат да излезат на паркетот и да си ги одмерат силите со противничките. Александра Анастасовска, имам 14 години и тренирам 3 години одбојка. И зошто одбра одбојка, Александра? Па ја одбрав одбојката бидејќи е доста интересен спорт, има интересни работи во него. На тренинзите ги усовршуваме сите елементи од одбојката, ги вежбаме смечот, сервата, приемот и другите елементи. Атмосферата во тимот е одлична, сите се сложуваме заедно, тренираме како и претходните тренинзи исто. Ги познавате противничките делумно и што очекувате во дуелите? Ги познаваме, имаме играни пријателски надпревари, па не знаеме што ќе се случи, али очекуваме победа. Јас се викам Марија Петровска. Колку години имаш? 12. Колку години тренираш одбојка? Тренирам 3 години одбојка. Прв пат ве вклучија во конкуренција, во надпреварување. Дали се подготвувате добро? Па да, подготвуваме се, имаме редовни тренинзи. Што најчесто покривате на тренинзите, каква е атмосферата во екипата? Па супер, вежбаме смет, серва, прием. Јас сум Росара Стоименова, имам 14 години и сите заедно тренираме 3 години. Ние имаме добра атмосфера и добро сме подготвени и чекаме некој резултат. Значи, клубот го очекуваат одбојкарски битки на повеќе фронтови. Девојките во Велес се препуштени сами на себе, па можеме само да им посакаме среќа. Но затоа младинците в недела се надеваат на поддршката од сограѓаните. За сите резултати пак и остварувања од одбојкарскиот викенд следете ја програмата на Златен канал.